Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 25-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што за прв пат во рамките на оваа емисија ќе спроведам избор за најквалитетни ТВ серии, со оглед на тоа што знаете дека ова е специализирана емисија на Канал 103 наменета за потенцирање и анализирање пред се на најквалитетните ТВ серии кои што имам можност да ги погледнам. Така што од најдоброто го бираме најдоброто, односно ова издание ќе биде комплетно посветено на најквалитетните ТВ серии, ќе ги рангирам во различни групации, за на крај да ви ја оформам топ листата на 10 најквалитетни ТВ серии според мене. А оваа година постигнат беше значителен прогрес во рамките на телевизиските серии, односно беше дополнително намален јазот помеѓу филмските творби и телевизиските. Се скрши митот дека филмските звезди ги имаат надраснато сериите, затоа што со задоволство одредени алистерија прифатија понудата недела за недела да бидат присутни во домовите на гледачите. А со оглед на ковид пандемијата и тоа како беше зголемена побарувачката на содржината која ќе зрачи од малите екрани. Тоа значеше дека стриминг сервисите ги окупираат телевизорите, затоа што нивниот одличен формат на послужување на целосната серија на послужавник и дозволувајќи му на самиот гледач да го дозира незиното гледање, се разбира во зависност на слободното време, е совршениот облик на прикажување на една творба, а пуштањето на епизода за епизода, недела за недела, се докаже дека е прилично застарен образец за приложување на ТВ сериите, кои уште го негуваат демоде националните телевизии и застарените кабелски телевизии, кои не може да се носат со квантитетот кој нели го диктираат самите стриминг сервиси. Меѓутоа, на овој начин со емитување на недела за недела ги пополнуваат самите дупки во овие на драматуршко рамниште, со оглед на тоа што имаат епизоди филери кои на гледачот кој веќе има подзаборавено што точно се случувало во минатата епизода до деталј, може комплетно да му го засенат впечатокот со оглед на тоа што може да му ја сервираат буквално малку видоизменета верзија во наредната епизода и да не направат некаков си драстичен исчекор на драматуршко или на наративно рамниште кон унапредување на самото действие кое го содржи делото, така што тука имаме еден интересен феномен на тоа што секој на различен начин се обидува да го пласира сето тоа што го поседува, а наше должност е да го изгледаме тоа што ќе ни биде понудено. Меѓутоа, ТВ 103 постои за извојување на класата од масата, односно на цедење на квалитетот од квантитетот, па затоа оваа година за прв пат одлучив да ви го представам изборот за најквалитетна ТВ серија, кој ќе вклучува издвојување на неколку топ 5 листи на серии од засебни категоризации, како и една генерална листа која што ги содржи најквалитетните 10 ТВ серии, така што ќе имам можност да ви говорам и за најпопуларните анимирани, најпопуларните антолошки ТВ серии, така што во документаристички, така што во најразличен формат тие што се обликувани, да не ги натрупувам и да не ги влечам од сите аспекти за да се пополни една топ листа, се обидов да ги сепарирам и да направам една своевидна селекција во мали подкатегоризации, каде што сметам дека со сериите кои што се слични по вид би биле соодветни да се спротистават нивните квалитети и да се рангираат пред се, заради тоа што би било многу дивергентно доколку сите би ги фрлил во една топ листа во која што еден со друга не би имало никаква смисла. Затоа за топ листата од 10 серии ги издвоив конкретно тие што се во играна форма и кои што делуваат пред се повеќе како 6 часовни или 8 часовни филмови. На почетокот на емисијата слушнавме три композиции, односно слушнавме Mogwai со Visit Me од европската ТВ серија 000 композицијата која што се најде, и ја слушнавме My Life is Out There на Клиф Мартинес, кој што ја работи музиката за The Wilds. Потоа следуваше и Beat Down, односно најавата за Primal ТВ серијата, за чија што музика ја работеа Тайлер Бейтс и Джоан Хигинботом. Така што во текот на емисијата ќе слушаме музика од која што јас ви издвоив по
една композиција, најчесто насловната или па некоја која што е најреминесцентна за да ја представува ТВ серијата, која што може би ќе се подсетите доколку сте ја гледале, се разбира, за самото действие кое го содржи, така што и ги избрав највпечатливите композиции од најквалитетните ТВ серии кои што имав можност да и погледнам, така што слушаме и најдоброто од музиката која што може да ја понудат овие серии. Меѓутоа, традиционално, во продолжение ќе слушнеме една композиција од Rage Against the Machine, конкретно ја слушаме Mic Check, ќе ги провериме микрофоните дали работат, од албумот The Battle of Los Angeles, заради тоа што сте безобразни и тешко вие да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет ги слушаме Rage Against the Machine, преслушуваме целокупната дискографија со надеж дека кога ќе ја преслушаме ќе заврши оваа ковид пандемија во која што сме затекнати, а до тогаш ќе уживаме во снегот кој што не заобиколи баш денес. Доколку сакате да знаете кои се најквалитетните ТВ серии за 2020 година, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Зарко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 25-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што го избираме најпрвин најквалитетното што може да се погледне на малите екрани за 2020 година, а потоа и најдобрата серија која што можевте да ја погледнете во рамките на оваа сезона, со оглед на тоа што за голем дел од сериите имав можност и да ви говорам, така што на кратки црти ќе би се задржал конкретно на нивното презентирање овој пат. А во овој сегмент сакам да ви споделам 6 категоризации во кои што селектирав и ги поделив пред се ТВ сериите кои имав можност да ги погледнам. Сепак ова е прво издание на преглед кое што сум имал можност да го направам, така што се надевам дека во иднина ќе имам можност да ги збогатам овие категоризации. Меѓутоа, на прва топка со оглед на тоа што имав да го погледнам, овој избор можев да го направам, а оваа година имав можност да изгледам 133 сезони на ТВ серии, од кои го направив конкретно овој избор на најквалитетните. На почетокот нели ги поделив на неколку групации на серии во различен облик и жанр, за да ви понудам пред се диверзитет на избор, така што во овој сегмент ќе ви говорам за 6 сектори во кои ќе ви понудам топ 5 листи на овие 6 часовни и 8 часовни, како што и нарекувам, новелизирани филмови, да ги издвоиме најпрви анимираните ТВ серии, од кои што надвор од листата се најде Animaniacs, реанимирањето воопшто на овој серијал кој што е направен од страна на продукцијата на Стивен Спилберг, кој што имаше успешна реанимација, односно реобновување на самиот жанр. Се надевам дека во иднина ќе може да биде толку привлечен и за возрастните колку што беше привлечен и за малите деца. Не знам колку па од оваа генерација на деца ќе сакаат да ги гледат лудориите на трите кучиња избегани од Warner Bros. На самата топ листа се наоѓаат на 5-то место Solar Opposites, односно тоа е вонбрачното дете на авторите на Рик and Морти, конкретна серија за доселување на вонземјани на земјата, едно семејство кое што се обидува да не падне толку во очи колку што сметаат дека може да екзистираат и тие на земјата, привремено наводно се тука, меѓутоа некако им одговараше животот на земјата со оглед на тоа што имаат луди идеи кои се изоставени од Рик and Морти и можеби не се толку екстремни како што се во таа серија, меѓутоа си го најдоа своето место на овај офбит, односно на ова сериализација е изведена надвор од рамките на тоа што сме навикнати да гледаме во Рик and Морти, меѓутоа гласовите се тие, цртежите се препознатливи од екипата која што работи на Рик and Морти, така што не е голем скок надвор од тоа што
овој спин-оф може да го понуди пред се на самите Рик енд Морти. Петто место Solar Opposites. На четврто место анимираната ТВ серија за која што имав можност да ви говорам пред неколку епизоди, односно станува збор за ТВ серијата The Midnight Gospel, односно луцидното лутање низ универзумот на Spacecast-от, односно на момчето кое што води вселенски подкаст и ги посетува најразличните итерации на земјата, каде што привлекува различни искуства кои што може да ги наметне на сопствениот живот со најразлични погледи на проблематични тематики во денешницата, меѓутоа работен во манирот на лудориите кои што и правеа на MTV од одделот за анимација, значи работен баш во нишанот на кој што беа работени голем број на препознатливи луцидни остварувања од почетокот на 90-тите на оваа телевизија, така што е едно прекрасно и реминесцентно лудување на преминување од една форма на друга, една флуидност која што е забележлива и вочлива само во анимацијата. На трето место ги имаме Рик енд Морти со нивната последна сезона, односно ова беше уште една екстравагантно издание кое што можевме да го погледнеме од овие херои и антихерои кои што имаат вселенски авантури во паралелните светови, кој знае колку пати биле уништени до сега, со оглед на тоа што тука веќе забележуваме некаква еволуција во поглед на растењето на Морти и неговата сестра и губењето на интересот за автодеструктивните потфати кои што ги има неговиот дедо. На второ место ја имаме прекрасната серија Primal на Генри Тартаковски, со оглед на тоа што беше комплетирана во два различни сегменти во рамките на една година, меѓутоа ја земаме во целост и треба да ја погледнете во целост, заради тоа што мајсторија е потребна без говор да се долови емоционална состојба на анимирани ликови, а Тартаковски тоа најдобро што може го прави, работено во манирот на Samurai Jack, меѓутоа со навраќање на праисторијата и како еден кромањонец и Тираносаурус Рекс се обидуваат да преживеат во оваа праисторија, соочувајќи се со најразлични непријатели во епизодите. И секако според мене најквалитетната анимирана ТВ серија, серијата која што ми создаде дупка во мојата глава и се обидов да ја пополнам со било што друго, меѓутоа дефинитивно кога ќе се погледне во амбисот нема нешто што може да ја пополни оваа вламнатина. Станува збор за ТВ серијата The Shivering Truth. Втората сезона беше емитувана оваа година и мислам дека Adult Swim се имаат надминато самите себе си, со оглед на тоа што ова е прекрасна сатира која од најбаналните искази кои ги имате слушнато, знаат да заминат во екстреми кои што допираат до боди хорор елементи, допираат до најразлични стадиуми на мрачните поривања на човештвото, така што The Shivering Truth е во антолошка форма, со оглед на тоа што секоја епизода не само што се разликува од претходната, туку во секоја епизода има најразлични вињети кои меѓу себе со една фина нитка се преврзани, со оглед на тоа што The Shivering Truth е нешто што дефинитивно е ненадминливо од страна на Adult Swim и навлегува во сите тие перверзни, абстрактни, бизарни и надреални пред се прикази кои што ретко кому би можеле да му паднат на памета, не па да ги анимираат на овој начин на кој што со стоп моушен анимација се доведени до совршенство во Shivering Truth. Во поглед на документарните филмови, можевме да ги погледнеме надвор од топ-листата The Movies That Made Us, посветени на домашните филми, односно на филмовите кои што сме навикнати да ги гледаме во удобноста на домовите 80-тите и 90-тите, култни остварувања. Потоа да не го заборавиме Cheer, односно ТВ серијата за навивачите, тоа за мажоретките во сати, како се подготвуваат тие занимните напорни настапи, потоа Laurel Canyon, дводелниот серијал кој што беше наменет за култната населба во Лос Анџелес, каде што се создаваше музика, да се калеше I'll Be Gone in the Dark, прекрасна ТВ серија, и How to Fix a Drug Scandal, да не ја заборавиме исто така, дека беше едно квалитетно остварување и едно можеби од најбизарните ТВ серии кои што можевте да ги погледнете во рамките на документаристиката, која што содржаше едни бизарни прикази, Don't Fuck with Cats, Hunting an
еден интернет килер, која што за жал не ја рангирав, меѓутоа е надвор од оваа листа и каде би можела да се стави заради тоа што во 3 епизоди успева да фрапира, барем за гледачите. Дефинитивно е вреди да се најде на неа, меѓутоа не би можел како да ја парирам единствено да се замени првото место, меѓутоа не би било тоа во ред. Петто место, Cursed Films, ТВ серија наменета за култни филмови кои што има некакво предзнаење дека се сметаат дека се проколнати, со оглед на тоа што оваа серија се навлегува во кршење на митот за тоа што точно се случило на снимањето. Последните 2 епизоди дефинитивно ми беа највпечатливи. Тука е снимањето на Twilight Zone и фаталното снимање секако и на The Crow, така што има уште 4 други епизоди, меѓутоа во најавена оваа година и втора сезона, така што Cursed Films е дефинитивно за љубителите на жанровскиот филм нешто што мора да погледнат. Четврто место, Tiger King, нема потреба што да додавам за овој глупав американски документаристички серијал, едноставно реалноста знае да биде побизарна од секое фикционо дело и како што често пати знаев да напоменам, тигрите се најнормалните битија кои што можете да ги забележите во оваа серија со оглед на тоа што јужнаците и тоа како им фалат повеќе даски во доменот на нивната глава. Трето место, The Comedy Store, документарна епизода каде што се собрани буквално сите најзначајни комичари кои што поминале во оваа култна, ајде да ја наречем институција на комедијата, ноќниот клуб каде што настапувале и го калеле за наетот, заради тоа што да не била оваа Comedy Story, да не им се понудела таа можност. Немаше ни Ричард Прајер да имаме, ни Джордж Карлин, ни ништо немаше да добиеме во рамките на тоа што денес го знаеме како модерна американска комедија, така што сепак е еден бедем кој што на сите со пофалби може да говорат за создавањето на и учењето воопшто на комедијата и на сочување спротив публиката, може би за некои за прв пат се соочувале со тој потват. High Score на второ место се наоѓа ТВ серијата за која носталгично се навраќа на значењето на видеоигрите и нивното создавање па до ден денес, значи ТВ серија која што говори за појавувањето на Nintendo, на Sega, на дури ги има и авторите на самите видеоигри на кои што сме знаеле. На фантастична приказна за создавањето на Pac-Man, создавањето на Super Mario, создавањето на Street Fighter, Mortal Kombat. Значи имате буквално една плејада на игри која што завршува во 90-тите и со авторот на Doom, ако не се лажам, и појавувањето на компјутерите, така што се надевам дека ќе добие свое продолжение за да може и ерата на PlayStation да се разработи убаво и да може да се премине и на конзолите како што Xbox и компјутери да дојдат 2000-тите и 2020-тите, 10-тите и 20-тите да се разработат како што треба. Прекрасна серија за сите љубители на видеоигри и секако серијата за која што ви говорев во рамките на оваа емисија. На прво место се наоѓа The Last Dance, едно маркантно остварување посветено на златната ера на Chicago Bulls, која што ја изгледав неколку пати, затоа што прво ја сум растен во 90-тите, значи ми беше една слава точка која што морав да ја пополнам и пред се, како и сите други кои што биле љубители на кошарката во 90-тите, дефинитивно, за да се погледне зад кулисите за еден од најславните клубови кои што само на тоа време и тоа место можело да се оформи и да се погледне сите тие превирања кои што биле во зад теренот. Е интересно да се посведочи на овој феномен, така што добро е што имавме можност воопшто да ја погледнеме оваа прекрасна серија, која што сметам дека сите љубители на кошарката, пред се на спортските настани, како и сите луѓе кои што растеле 90-тите, ова ќе им биде едно визуелно богатство. Last Dance на прво место за најдобри документарни ТВ серии. Антолошките ТВ серии е трета групација каде што ги подвоив на епизодни антолошки формати, што значи дека секоја наредна епизода треба да не е поврзана со претходната, односно да биде засебна приказна во себе, така што надвор од рамките на топ листата имаме Room 104
третата сезона и сега веќе четвртата сезона што се појави и втората сезона на 50 States of Fright, ТВ серијата која што се наоѓа на мртвиот стриминг канал Quibi. Така што погледнете ја доколку се уште не сте имале таа можност, затоа што понатаму нема да може да се развива заради тоа што Quibi го погребавме оваа година. На петто место се наоѓа прекрасната скандинавска хорор серија Blood Ride, која имаше одлични епизоди направени за различните ситуации во кои што беа ставени ликовите во автобусот. Четврто место, серијата за која што ви говоре, втора сезона на Criminal, се разбира британската верзија. На трето место, прекрасна, уште една британска серија, прекрасната Small X, за која што пред неколку емисии ги споделив моите впечатоци, конкретно за прекрасните епизоди на Red, White and Blue, Lovers Rock, која што беше една одлична ТВ, ангажирана пред се ТВ серија за настаните на афрокарипската популација во рамките на 80-тите и 90-тите години. Второ место, фантастичната Monsterland, која што исто така секоја различна епизода беше тематизирана одреден монструм, меѓутоа ставен во контекст на емоционалните проблеми кои што ги има ликовите, односно една одлично одработена мелодрама која што беше надградена со хорор елементите, што најдобро сведочи според мене за квалитетен хорор филм. И на прво место, најквалитетната научно-фантастична ТВ антологија, која што можев да ја погледнам оваа година, Tales from the Loop, едно прекрасна адаптација на графичката новела од Скандинавија, која што беше, ако не е доволно да ве заинтригира тоа што кинематограферот кој бил односно помошникот на кинематограферот на Бергман, на Сквен Никвист, неговата десна рака е кинематографер на првата епизода во која што паја снег на ретрофутуристичките предели во Скандинавија. Така што ако тоа не е доволно на визуелен план да ве примами, тоа не знам што би било, меѓутоа исто така и овој научно-фантастичен концепт кој што е приземен функционира баш поради тоа што човечките релации, хуманата димензија е разработена на врвно ниво, значи мелодрамата е квалитетна, која што е само надградена со работите кои што тука таму се наоѓаат во да им го загорчат или подпомогнат животот на луѓето. Во рамките на комедијата можам да ги напоменам само бизарната Decoys, надвор од облистата која што се наоѓа и содржи надпревар на препарирани гуски и ликови кои што се надпреваруваат во оваа мокюментари. High Fidelity исто така, адаптацијата на култниот филм, веќе си најде своји љубители на малиот екран. И на петто место се наоѓа Mythic Quest Raven's Banquet, уште една ТВ серија за љубителите на видеоигрите, со оглед на тоа што ги исмева пред се геймерите и сите нивни проблематики кои што ги воспоставуваат и не сакаат да си ги разрешат. На четврто место имаме Who is America, ТВ серијата во која што Саша Барон Коен, односно Борат, има 6 ликови кои е пуштен на слобода да дивее низ Америка и во сите тие итерации во кои што може да го препознаете, се обидува да ни ја прикаже што всушност е Америка и да ги нападне и демократите и републиканците подеднакво. Трето место имаме одличната ТВ серија Рами, за која што ви говоре во рамките на овој серијал на 903, втората епизода, односно втората сезона на оваа серија за мене предвид. На второ место се наоѓа одличната британска The Great, уште една комедија во која што беше периодична пред се ТВ серија во која што беше исмејана власта и превласта воопшто во самата Британија. И прво место се разбира Дейв, неуспешниот рапер кој што му се прославува неговата кариера и е сам по себе една итерација на модерна итерација на тоа што сме навикнати од Ентураж да ја гледаме како ТВ серија, меѓутоа дефинитивно овој формат во најдобар можен аспект го долови во рамките на хип-хоп сцената Дейв. Петта категоризација е научно-фантастичните ТВ серии, односно станува збор за ТВ серии од типот на Westworld, на Snowpiercer, за кој што имав можност да ви говорам, потоа Brave New World и Dispatches from Elsewhere, кои што се наоѓаат надвор од топ-листата, а на петто место се наоѓа Upload, една интригантна ТВ серија која што говори за алтернативниот живот кој се случува во таа стратосфера, именувано како етер кој се создава од страна на корисниците на технологијата. Четврто место Raised by Wolves, ТВ серијата продуцирана Ридли Скот, за која што ви говоре во оваа емисија, како и за прекрасната трета сезона на Dark, која што ги затвори првите
маестрални 2 сезони на оваа германска и една од најкомплицираните ТВ серии во историјата на научната фантастика во контекст на развојот на ликовите. Второ место ја имаме Devs, односно девелоперите кои што создаваат, гледаат во иднината и во преодредениот детерминизам кои што се обидуваат да го променат со нивните одлуки и дали воопшто тоа е возможно, и се разбира најквалитетната ТВ серија која што доаѓа од научно-фантастичната провениенција е Handmaid's Tale, која што веќе по трета сезона нема лоша епизода која што не би го задржала вашето внимание пред се. Значи, робинките и тоа како знаат и умеат како да го приземјат пред се научната фантастика, да ја приземат со оглед на тоа што може ова сценарио, ова бизарна сценарио која што е разбиено во оваа серија да стане реалност доколку се продолжеше со хегемонијата за злоупотреба на самиот народ и поделување на народот и негово деградирање, како што веќе Америка доволно, мислам дека претрпе во изминатите неколку години со самата политичка сцена, така што на добар пат беше да се преточи во првата сезона на Handmaid's Tale. Меѓутоа, ете, до трета сезона е едно предупредување до кое не смее да дојде и секако додека сме кај жанровските категоризации, да не ја заборавам и една од моите најомилени категории, тоа е хорор жанрот, каде што го имавме и крвавиот крими трилер Fargo, кој што не го рангирав, баш поради тоа што има многу повеќе крв од колку што во хорор филм би забележале, меѓутоа сепак како крими трилер функционира. Ја имаме тука и ТВ серијата Речет, за која што ви говоре во една од епизодите на ТВ 103, и секако третата сезона на Chilling Adventures of Sabrina, која што беше комплетирана со четвртата сезона пред неколку недели на Netflix. Меѓутоа, на топ листата на 5 најквалитетни ТВ серии од хорор провениенција, на 5-то место имаме The Hunting of Blue Manor, односно станува збор за ТВ серијата на Майк Фленеган, која што е продолжение на Hunting of Hill House. Значи, пето место имаме The Hunting of Bly Manor, на четврто место имаме третата сезона на одличната Мистер Мерцедес, која што се уште се врати на прав пат со оглед на тоа што имаше втората сезона голем пад во контекст на додржувањето, барем на мојот интерес, а на трето место се наоѓа одличната Servant, односно прва сезона на ова извитоперена ТВ серија на M. Night Shyamalan, која што си ја доби и своето продолжение кое ќе може да погледнеме наредните неколку недели на Apple. Секако на второ место е прекрасната Sinner со трета сезона, која што исто како и Мистер Мерцедес се врати на прав пат, создаде две паралелни действија кои што ги надополни со трето действие во пред завршувањето на самата сезона и го задржа буквално вниманието со дополнителни антагонисти кои ги уфрли во равенката, така што Sinner е одличен начин на кој што оваа серија може да се развие и пример за сите други серии, како што е и втората сезона на Castle Rock. Така што со оглед таа се наоѓа на првата позиција за најквалитетни хорор ТВ серии. Тука може да направиме една кратка музичка пауза, имено во продолжение ќе слушнеме извадоци од овие серии за кои што ви говорев, имено ќе слушнеме една композиција од Solar Opposites, слушаме од Dispatches from Elsewhere, слушаме од Defending Jacob, од Watchmen, од Dracula, од Devs, и ако имаме време, се надевам дека ќе може да слушнеме нешто и од Fargo и од The Shivering Truth. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 25-тото издание на емисијата ТВ 103, посветена на прегледот на најквалитетните ТВ серии кои се појавија во 2020 година, а со самиот преглед на сето тоа што вредеше да се погледне во оваа година, доаѓаме до изворот на 10 најквалитетни ТВ серии, односно само да ви ги напоменам ТВ сериите кои што не се најдоа на листата, за кои имав емисија, односно ТВ сериите како Raised by Wolves, Little Fires Everywhere и The Queen's Gambit, тие секако дека содржат квалитети, меѓутоа дефинитивно не им е местото во топ 10 според мене, а секако уште да ги напоменам и Dispatches from Elsewhere, Quiz и Dare Me, кои што исто така
на различен начин допринесоа за додавање на квалитет на малиот екран, односно на самите продукти кои што можевме да ги погледнеме од стриминг сервисите. А самата топ листа на 10-то место ја започнувам со Мис Америка. Се најде на листата за тоа што на најдобар можен начин ја доловува поделеноста на САД во поглед на различните убедувања кои ги потикнале овие женски историски ликови да се борат за своите права и привилегии. Серијата буквално го проголта филмот The Glorious во својата содржина и го стави случувањето на Северот во поширок контекст, односно ги спротистави ослободителното движење на Глорија Стајнем од Север против конзервативните домаќинки од Југот, кои беа задоволни со позицијата на жената во општеството покрај својот маж, а предводничка на ова движење е одличната актерка Кейт Бланшет, која прекрасно долови еден одвратен лик кој го мрази од дното на душата затоа што представува збир на сите согледби кои таа лично се бори против нив, затоа што се ретроградни за жената во 20-тиот пред се 21-виот век, меѓутоа ја долови ова маркантна историска личност со бравура и убедителност и соодветна пред се ароганција која што и следува предводувајќи ги жените на републиканците. Не сум имал можност да ви говорам за ова одлична серија, но се надевам дека ќе ми се пружи таа можност да го сторам тоа пред да квантитетот да го изеде квалитетот, односно да се појават нови серии кои што би биле актуелни. Пред се ова е потребно за да бидат подетално анализирани 9 епизоди кои ги поседува Мис Америка, односно мини серијалот кој што беше работен за FX. Уште една ТВ серија која што немав можност да ви говорам во рамките на емисијата е Gangs of London, која се најде на 9-та позиција. Таа е една од најквалитетните акциони криминалистички серии на годината, за која немав можност да ви говорам во емисијата, затоа што ако не се лажам ја гледав пред да започнам со емитувањето на ТВ 103, серија на Sky Atlantic, која го опишува вакуумот кој што се создава кога ќе биде елиминиран кралот на лондонската мафија и престолот е оставен слободен, така што многу фракции сакаат да се приграваат до моќта која што ја нуди овој ослободен трон. Тоа значеше дека ќе посведочиме на едни од најнасилните пресметки кои можеме да ги погледнеме на малиот екран, затоа што хорор режисерите Сајмон Рамли, кој сум имал можност да го интервјуирам за моето списание Кошмар, како и Герет Еванс од The Raid, не се штедеа на специјални ефекти кога сакаа да го прикажат крвопроливањето во борбата за престолот на лондонската мафија. Не е пласирано повисоко затоа што голем дел од ликовите се заборавливи, функционираат за самата серија, но не и надвор од неја, не оставаат толку долго траен впечаток, но се лепи крвта на дланките по гледањето на овие предолги, но сепак опасни 9 епизоди на Gangs of London на Sky Atlantic, која што се наоѓа на 9-тото место. На 8-то место се наоѓа ТВ серијата The Eddy. Во оваа сезона на ТВ 103 буквално ја започнав со францускиот мини серијал, во кој собата за проби на джез бендот беше излепена со култните плакати на Скопски джез фестивал и можевме да уживаме во прекрасното структурално решение секоја од епизодите да биде засебно посветена на секој член од составот и неговите тегови, но и на предизвиците со кои што се соочува севкупниот бенд да опстане во француската музичка сцена под постојан притисок на локалната мафија. И според мене е една од најквалитетните музички ТВ серии на годината, која и тоа како може да се пофали со квалитетни музички секвенци, кај што го гледаме потенцијалот на сплотениот бенд и музичарите кои што членуваат во него. Серија која ќе успее пред се со епизодата за најиритантниот член на бендот да направи да ми биде најомилената.
тоа говори многу за успехот кој што Демиан Шапел и својата дружина допреа да го достигнат со The Eddie, снимајќи ја една од најдобрите джез серии на сите времиња. Би гледал уште 8 епизоди од The Eddie, доколку ми се пружи таа можност, и се надевам дека Netflix нема да ја откажат оваа серија. На седмо место се наоѓа уште една ТВ серија на Netflix, а тоа е серијата Dark со својата трета сезона. Да правев листа на претходните две сезони на оваа серија, секако дека ќе беа повисоко рангирани од последната сезона, која служеше за заврзување на приказната во едно нераскинливо клопче. Една од најкомплицираните научно-фантастични ТВ серии на денешницата, која ја гледав со прегледување на претходните сезони и цртање на диаграми за да водам сметка кој лик, во која деценија, во каква емоционална состојба го забележувам и каков удел има во лавината на драматуршко действие, која ќе ја предизвика со неговите непремислени одлуки да се врати во минатото или да оди во иднината или во паралелниот универзум само за да се исправат кривите дрини кои што ги има воспоставено. Меѓутоа, оваа ладнокрвна германска серија, која броеше 8 епизоди во својата завршна сезона, делуваше редундантно за тоа што прикажа малку поразличен свет кој го изоде протагонистката, на кој се навикнавме да го гледаме протагонистот во таа улога. Во првата сезона во друга димензија се разбира, но секако добро е што тоа тука се стави конкретно крајот, затоа што неоправданоста за идни продолженија можеше да биде крајно проблематична за самата серија. Сепак, Dark останува да биде една од најквалитетните научно-фантастични ТВ серии на сите времиња, затоа што е подобро смислена и напишана од 99% на останатите мртвородени научно-фантастични серии и филмови, кои се фалат со своите визуелни ефекти, а не може тоа да го направат со шупливите сценарија кои што се веќе избледени репликанти на многу подобри итерации со многу посвежи идеи направени десетници години претходно. На шесто место се наоѓа ТВ серијата Unorthodox, уште една ТВ серија на Netflix оваа година, која што пријатно ме изненади со овој еврејски минисеријал во кој преку младата протагонистка можевме да ги забележиме аномалиите на функционирањето на еврејската заедница во САД и пред се контролата и опресијата која што се става врз речиси поробената девојка, односно жена во семејството, како и потребата за реализирање на нејзиниот музички талент и потенцијал во светот надвор од заедницата и пред се наметнатиот брак. Премал беше бројот на иницијалните 4 епизоди за кои ви говорев во TV103, меѓутоа Netflix си тестира дали ќе може да биде привлечен на ваква мелодрама и наидоа на одлична реакција кај гледачите и верувам дека имаат големи цифри на гледаност кои се разбира. Никогаш нема да ги погледнеме ние, но се надевам дека тоа ќе биде повод да се проложи сагата на младата бегалка од еврејската заедница и незиниот обид за интеграција на германскиот конзерваториум во спрега помеѓу досегашниот живот во заедницата и новите можности кои што ги нуди земјата на пред се на отворените врати и прозорци. Меѓутоа, интересно е тоа што стана културолошки феномен за многу кратко време и се надевам дека тоа ќе им даде до знаење на Netflix дека имаат богатство во своите раци и се надевам дека ќе продолжат да го истражуваат и да го надоградуваат, а нема да остане само на овие малку епизоди кои што ги броеше првата сезона, туку ќе биде стартна точка за развивање на овој лик и оформување на една соодветна coming of age приказна која што сметам дека треба да се надополни. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, имено во рамките на ова издание на TV103 слушаме музика од ТВ сериите кои што имавме можност да ги погледнеме во рамките на минатата година, односно тука ќе направиме еден избор со композиции од ТВ сериите Monsterland, The Third Day, Perry Mason, The Hunting of Bly Manor, Rami, For All Mankind, Little Fires Everywhere, Westworld, Freud, Tales from the Loop, The Queen's Gambit, Servant, The Midnight Gospel и Normal People. Потоа, ова се кратки најавни, најчесто шпици, минута до 2 траат, така што се надевам дека
овие 20 минути ќе ви бидат едно патешествие низ сето тоа што можевме да го гледаме во рамките на минатата година на малите екрани, за на крај да се вратам во да ви говорам за 5 најквалитетни ТВ серии кои што имав можност да ја погледнам во минатата година. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 25-то издание на емисијата ТВ 103, во која што избираме најквалитетната ТВ серија за 2020 година, а со прегледот на топ-листата на 10 најквалитетни серии завршуваме на 5-та позиција, каде што се наоѓа ТВ серијата Fargo со својата 4-та сезона. Имено ова е последната серија која што имав можност да ја погледнам во рамките на годината, затоа што чекав да се комплетираат сите епизоди на FX, за да можам да уживам во една нова антолошка сезона на една од најконзистентно издржаните серии кои што сум имал можност да ги гледам на денешницата, затоа што голема реткост е да се вброи една серија со 4 подеднако квалитетни реализирани сезони, затоа што најчесто непотребно се разлекува неиздржаното пролонгирање на зацртаната приказна, која што не ни требало да има продолжение, меѓутоа ете ради популаризацијата на претходниот успех би се базирале и би биле изнудени овие продолженија. Не е таков случај со Fargo, затоа што секоја сезона има 8 часовен филм, пред се во кој се ситуирани различни ликови кои се соочуваат со својот хубрис, односно неретко на крвав и комичен начин, како што сме пред се навикнати да ги гледаме во делата на Джоел и Итан Коен, кои се извршни продуценти и за 4-та сезона, во која ирската мафија води ладна војна со афроамериканската мафија во САД во 50-тите години, која ја предводи пред се одличниот Крис Рок, кој за својот настап си ги зачувал најопасните реплики и влезови пред се во самите сцени. Крволочни физички пресметки има во оваа периодична крими-драма од 50-тите години на минатиот век во борбата за превласт во Фарго, но со интриги, уцени и еден непресметлив лик на ангелот на смртта кој го глуми прекрасната Джеси Бакли во Екстрема, исполнета со мноштво на елипси оваа серија, алегории и параболи со кои се одликува пред се човечката алчност и ароганција која имаат овие ликови, кои неретко ги остава пред се ликовите да крварат на снегот. Прекрасни 11 епизоди брои 4-та сезона на Fargo, која се наоѓа на 5-то место, а на 4-то место се наоѓа ТВ серијата Devs во подрежисерска палка на Алекс Гарланд, која кога ќе реши пред се да реализира минисеријал за Hulu, тоа изгледа на одличен 7-часовен научно-фантастичен филм во кој што ликовите се соочуваат со собствените лимитирања, пред се да го променат детерминистичкиот тек на настаните, да излезат од тој предодреден магичен круг, штом ја согледаат иднината која е неминовно да се случи за нив. Серијата од недела во недела ја згуснуваше мистеријата со која беа надвиснати епизодите, затоа што ги дозираше фактите кои беа послужени на гледачите, не дозволувајќи им да дознаат повеќе од тоа што треба да знаат за одвивањето на оваа енигматична предсепрограмерска фирма. Одлично изградени и издвоени ликови, од кои секој си ја имаше својата засемна функција во серијата. Заврши толку високо на листата и поради формалното и структуралното рамниште, послужувајќи за пример за останатите серии од жанрот, се разбира освен за следната, која што се наоѓа на 3-то место и станува збор за The Handmaid's Tale, со својата 3-та сезона, 3 сезони на напнатост, 3 сезони на исчекување и соочување на робинката, глумена од одличната Елизабет Мос со предизвиците да се предводи отпорот против тоталитаристичките поробувачки системи со кои што оперираат богатите во САД, искористувајќи ја неа и останатите робинки за своите потреби. За претходните сезони книгата и филмот говоре во мојата друга емисија Данс е Макабре, но немав можност да проговорам за 3-та сезона на оваа серија, во која што успеа авторите на серијата во 13 епизоди на Hulu да го задржат моето внимание во секоја од тие епизоди. Знам дека сезоната се емитуваше од 2019 година, но јас дури оваа година најдо време да ја погледнам и
Ако не ја рангирам на листата оваа година, никогаш нема да дојде на ред да се проговори за неа, па затоа го кршам правилото за да ја бројам во најдобрите, затоа што како и Фарго, така и таа има за себе успешни 3 сезони и се уште не е дефицитарна на идеи кои Фарго нели ги заобиколува со помош на антолошкиот формат, но Handmaid's Tale е за пофалба само затоа што го проширува округот на светот на диктатурата на кој му служат робинките кои успеваат да спасат деца, да бидат бегалци во Канада, кои кај што нели не владее американското лудило, но моćниците наоѓаат начин да извршат пропаганда дека нивното уредување воопшто не е тиранско, глумејќи нели жртвата во медиумите. Меѓутоа оваа борба со отпорот кој што представуваат робинките, се надевам дека ќе излезе на виделина дури и во наредната сезона и ќе продолжи нивната упорност да се сруши системот од внатре. Така што на трето место имаме третата сезона на The Handmaid's Tale. На второ место ја имаме You со својата втора сезона. Една од најдобрите одлуки кои што ги донесоа Netflix беше откупувањето на оваа серија од Lifetime. Телевизијата која што не знаеше што да прави со серијата во нејзин посед, но затоа стриминг гигантот ги одврза рацете и паричникот на продуцентите кои создадоа пандан на култната Декстер на Showtime, со тоа што антихеројот кој ја предводи Ю е еден манипулатор, еден демнач кој прогонува нова девојка во која наводно се заљубува, но во втората сезона докажа дека сите негови одлуки имаат и тоа како тешки последици, станувајќи прогонет од тие што му избегале, односно монструмите кои ги има создадено со неговото киднаперско однесување. Не е толку лесно да се пресели и да се заземе пред нов идентитет, доколку нема расчистено со стариот, и секоја од 10 епизоди ја гледав со нетрпение, со возбуда и ангажираност за компликациите во кои заглавуваше антихеројот, кој, иако имаше детални планови, кога се работи со човечки битија, секојаш постои можноста да бидат дополнително комплицирани. А втората сезона според мене ја надмина одличната прва сезона, па затоа толку високо ја рангирав Ю, заради тоа што ја гледав во јануари, значи скоро една година помина од гледањето на оваа сезона и се уште сметам дека е една од најквалитетните кои го издржа, ако ништо друго, завод на времето од оваа една година помеѓу. И според мене најквалитетната ТВ серија за 2020 година е Normal People, која што се најде на првото место поради тоа што овој минисеријал од 12 получасовни епизоди на површина изгледа како и секоја вообичаена мелодрама, односно романса. Меѓутоа од епизода навлегуваме во проблематиката на психолошката драма, се запознаваме подобро со ликовите и нивните премолчени тегоби, стравови, стремежи и копнежи и додека се освестуваме што гледаме. Всушност, веќе сме ја изгледале во целост и јас барем бев ненаситен од чинодействието оркестрирано од Лени Абрахамсон и Кети Макдоналд, што морав да ја гледам уште еднаш, затоа што протагонистите многу лесно ми влегува под кожа и се запознаваме со нив на крајот на 4-та година од средно и се збогуваме со нив непосредно пред нивното дипломирање. Во текот на оваа серија нивната тивка, но долготрајна љубовна сага се развлекува со постојани раскинувања и обиднување, затоа што секој од ликовите се наоѓа во различен животен стадиум, во кој секако дека сака да биде со својата животна љубов, но има екстерни фактори кои ги испречуваат да бидат заедно, од површните во средношколските денови до финалните кои што се косат со нивната потреба за професионална надоградба на различните континенти. Серијата на Hulu и BBC докаже дека ако се создадат тродимензионални ликови, дури и еден несодржаен жанр, како што е романсата, може да биде длабоко хумано димензионирана, на која останатите може само да се угледаат. Normal People е серија за сите ненормални луѓе, барем според мен. Значи, ова е една одлична мелодрама која што функционира во секоја епизода, нема празнина, нема празен од, заради тоа што постојано се надоградуваат ликовите, како што стареат, така и нивните светогледи се видоизменуваат и
конфликтните ситуации само се интензивираат, меѓутоа не изгорува свеќата на љубовта која што тлее за нив. Така што на прво место се наоѓа Normal People на Hulu, само една ретроспектива да направиме. На 10-то место се наоѓа Miss America на FX, на 9-то место е Gangs of London на Sky Atlantic, на 8-то место е The Eddy за Netflix, на 7-то место е Dark, трета сезона на Netflix, на 6-то место е Unorthodox за Netflix, 5-то место е Fargo, четврта сезона на FX, на 4-то место е Devs за Hulu, на 3-то место е The Handmaid's Tale, трета сезона за FX, на 2-то место е You, втора сезона за Netflix и на прво место е Normal People на Hulu. За крајот на емисијата се надевам дека ќе имаме време да слушнеме неколку композиции, ако остана простор, ќе слушнеме и Никол Кидман, се разбира, со Dream a Little Dream of Me од The Undying, потоа ја издвоив и Wild is the Wind од Raised by Wolves и доколку имаме време би ги слушнале Waves на Дин Луис, кој што е составен дел од самиот саундтрак за Normal People. Така што вие го слушавте 25-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги приложив најквалитетните ТВ серии за 2020 година. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.